будете безпрестени і безживоти, но вие можете да му помогнете вечеру да соберат. Што е важно повеќе прстени за да можеме да продолжиме со игра? Ти видовте хероите да ги запознаеме и неговите помощници. Дами и господа, помощниците! Овие мушкарците! О, колко ми е мило, što me gledam! Vidite Patritko, kako se decata? Колко бързо растат! Ще нам е време да се ощедно! Se šepaš? Време е да ви ги представяме овие веќе познати ликови што ќе ги видите на целата вечерва. Почнувајќи од хероите! Ижета Марков! A što je za pobeditelje? Uz вечерва ќе доделиме награда за животно дело на един Пекен! А сега най-важното. Според древния курс на Конама. Ако не усвоите доволно златния пръстен до края на ова шоу, всички ликови ще ги видят на улиците, kao са нагледани. Всякогаш! Zato cenete poštete i poštete. Našата судбина е във ваши ръце. Вечерашната представа е танцуване брегова с триумфите кралство на витрини. Но ние сме готви за да не стане много прилет. Бидейки нашите избори, добрувате проблема на децата, игра много повече видеоигри. Било къде на планетата? Да ви ги обясня правилата на играта представа. Лошиот работ! Модел 5000 машина, која јас ја дизајнирам за да може да го свем целиот свет. Само се шегувам, оваа машина ги број прстените кои што вие ги нотирате. Нашата цел се 5000 прстени долгови свет, за да спаиме живот за сите. Имаме досега некоја донација? Пресметувам. До сега имаме собрано 535 прстени, што е 10,7% на нашата цел. Благодарам, Рабо. Значи неистинскиот факт. Сите знаеме што смислите сега. Како ли успеавме да ги събереме сите овие познати ликови од видеоигрите на едно место, по една просторија, тој специјален Се започна и до наутро, кога помашни под малата печер, отиде да го посети својот герој, Марко Доводжијата.
Što praviš ti druga? Slušam nešto, a što praviš ti tako? Ništa. Može bi su poznata futbolska zvijezda, no to ne znači дека ne znam da prepoznam tačku. Znam дека имаш огромен талент. Кажи ми дека со тоа ќе настапуваш на представа. Не, само безната на помошниците. Што? Со тој талент треба да имаш 100 точка на сред сцена. Публиката ќе обожава. Праша ли да ги смееш? Нема шанси никогаш. Јас сум само какана и... Што? Карактер со кој не се игра. Знаеш помошник. На никој, ама баш на никој не мој гајде за нас. Дете, кликни сега. Кога си во 85-та минута, кога резултатот е 1-1, не треба да мислиш дали ќе играш по правила. Треба да запнеш со сите сили за победа. Не сваќаш? Па немаш. Како што каже да мој добар пријател, пропушташ 100% од приликите кои нема да ги искористиш. Тебе ти е лесно да кажеш така. Ти си звезда. Кога те одгледувале за помошник, работите се поинаку. Desno, šut i gol! To je neverovatno, vi ste toliko hrabri
Благодарам на тоа што дониравте до сега. Сите помагнате во стварувањето на нашата цел, особено вториот брат Учето на Марко и Лоренцо, кој беше два пати отстранен. Джузепе, тој цело време скока на една куцка со прстени и ќе продолжи до крај на нашето шоу. Джузепе, како е ситуацијата кај тебе? Сега за сега е одлична, само што почнав и не сум угорен. Се надевам дека нема да ми се пријоди во WC. Само така, Джузепе. Горец, сега е времето да идем до приклад. Ако се вратиме, следува песната на лошковците, обраќање на нашите гости и уште многу тоа. И сето добро рекламите. Видовте колку да изложам впечатление. Имала пречутко, ова е твојата. Оди кажи му на Вадијата да стои за твојата. Верно, Вадијата. Еј, се надевам дека... Еј, мала Печурко, тука си ви. Ми треба помош да чекорите за статот за последната песна. Беше чекор напред и напред чекор. Чекор напред. Крикни и застани. Така. Ти благодарам. Уморен сум од тоа што сите мислеја дека јас не сум важен. Познато ми е тоа чувство. Молам? Ништо, се надевам дека ти успееш. Верувам во тебе. И јас верувам во тоа. Да се надеваме дека работите ќе течат според план, без никакви изказувани. Ей, мала Печурке, сакаш ли нешто да ми кажеш? Добро, стигнахме до жупицата. 3, 2, 1. И се вратиме назад. Обирите се на истат. Осумбитниот мюзикл. Сега е времето на приказа. Ајде да се запознаеме. Ве молим за еден огромен аплауз за великавата Жилка. Благодаря, Жилка. Што си мислиш во твојата празна глава, кога реши да ја киднапираш млада братучетка принцесата Краска и кога реши да ја несеш во таа влажна студена гривна кула. Да бидем искрен, од секогашно сум се восхитувал на Марко и неговиот брат. Па тоа беше единствениот начин да ги донесам кај мене гости. Се слушнала за барака месенџер ми бе? Па, извинете, принцесо Мандарина, но јас се однесувам добро со вашата братучета. И читам приказни навечер. И кога ме гледајте во кревет, јас правам на љубов и палачи. Прашај ги другите, да ти кажат. Знаете, принцесо Мандарина, понекогаш луѓето не ја сечаваат другата страна на лошковци. Например, знаеш ли дека ликавиот вонземљанин многу сака птици? Да, така е. А знаеш ли дека лошиот робот победил во надпревар за бадминтон? Има многу добар сервис. А зомби? Па зомби? Јас многу сакам да чуам. Како што гледате, принцесо Мандарина, ние сакаме само да бидеме честни и добри луѓе, кои што честно ќе живеат. Со нашето семејство се поздравуваме вам.
Университет буде супер. А мама вийде, продовжуйте помагати. Ну, добра работа, за разлика от домни свини, не може да ги помисли. Ей, мири съм звънка. Да, ви благодарам сега за сега. Следно. Следно, помощниците ги изведат ключка, която я остави за накмето на лицето. А потом награда за живно дело на наши специални гости. И все то по рекламите. Гардероба! Ей, малко чуке! Имаш текста за последното любов? Чекай, мислам дека ми е трябва. Айде! Чекай, немoj! Ай, що здравие! Нищо не се тие, остаги! Пусти ги! Неш, никак свика! Абе, нищо не се тие! Еле, се случва тука! Мала печенко, ми кажа за твојот настав? Знаев како го направиш тоа. Дечки, треба да видите како танцува Марија. Неверојатно! Танцуване? Мислех ли соло точка? Сигурно се требува. Помощник на танцува сам? Да, покажи мала печенко. Да, покажи! Го видовте ли това? Токму затоа помощниците се помощници, а не херои. Помощниците се у настав, уште това да го видам. Се праќаме за 5, 4. Мала печенко, Честната помощниците е излета. Любовите не паднеш и тогаш. и се вратиме во притисен стар, хуманитарниот мюзикл за помош на вашите пријатели. Дами и господа, ве молиме за аплауз за помощниците! Знаеш дека ги е
Благодари малку. Само еднаш на 100 години се појавува лик кој ќе ги преминува сите граници и одново го дефинира според херој. Та има апетита огромен колку куќа и срце кое свети како светлина. Ние се чувствуваме многу гордо што ќе ја доделиме наградата за живот на дело на единствената. Еке! Животно дело. Не мислам дека имам завршено со правење на дело. Минатата недела станав од кревето и си направив појадок. Па, заради тоа не е некакво дело. Бих велам, исполнена сум свој дел. Исто како интервјуте. Еве, видете. Не, уште не сум завршила. Не. Ти благодарам за тие инспиративни зборови. Сега ќе направиме мала пауза. Но кога ќе се вратиме след она што сите го чекавме, последната точка, и ќе откриеме конечната брега на прстен. Не би сакале? Дома гардероба! Идете дупте на газот! Да ризикуваш. Никој не рекол дека ти ги Знаев дека тук ми се смејат. Што се случи? и се смее. Да, и се смеја. Мене мало да печем. Само затоа што сакав да бидам свој. Што е мене грижа ако имам соло дечка на сред сцена? Па, има една работа што повеќето луѓе не ја сваќаат. А тоа е дека хероите исто исплашени колку и вие. Од што? Од тоа што нема да бидат херои веќе. Од тоа што сите ќе ги заборават. Кога си херој подолго време, се навикнуваш на целото внимание. Изгледа дека истото и со помошниците само некако брат. Ќе треба да соберем уште многу прстени. Мислите ли дека ќе успееме? Не знам, може би треба да се сочиме со реалноста. Со сите тие екрани и добри 3D графики апликации, никој не ќе да ме каже. Што сакаш да кажеш, Брско? Тој вели дека не сме по игра, затоа што повеќе никој не сака да игра со нас. Не знам како се најдовме во оваа ситуација. Бевме на врво, следниот миг сме заборавили. И се да вратиме назад и нараде се нашав на финална точка. Ева, птичке, ојде вашите коментари за последен дел. Многу сум узбудена на вистина. Се додека нема свинки да ви ги украдат прстените. Мислам дека ќе успееш. Пак наредите сите в моментот да ги додувате вашите посредни донации, а за да ја подигнеме атмосферата имаме точка која ќе ви ги крене сите левели. Писма и танц, кој исполнет со волшебство. Тоа е макси, исто како да си на последното
Krótko, skačenie finále to preka. Олеко, Левайко. Присметло. Знаете, дори да сте постигнали целта, има много други начини како да бидеш херой. Присметло. Конечната бройка е... Kaj skoči strujata? Го изгубихме преносот! Работнати сме! Мислите дека ќе се ослободите од мене со таа ваша музика и никогаш да не слушате за мене? Ако мојата кариера е завршена, тогаш е завршена за сите вас. Ако јас не можам да играм, никој од вас нема. Зошто? Зошто го направи ова? За да бидеш повторно херој, не значи дека мора да собираш златни прстени. Има многу повеќе од тоа. Дугу, Батја! Сега никогаш нема да ги собереме устените. Ај времето што малку ке ни истече. Ни текна, публико, привет, сите имате прстени, нели? Ако имате, кренете ги високо да ги видиме. Ајде, ако да ви слушнам сите. Изгледа дека тоа ќе биде доволно. Но мора да ги сработиме, немаме веќе точки. Јас имам нешто. Роналдо, дај ми ги ковачки. Немаме веќе што да изгубиме. Ајде, можеш тоа, мала вечерко. Не преустановете още няколко секунди. А што е со Джузепе? Джузепе